Здраво и добродојдовте во емисијата 1001 оброк. Јас сум Антонио Велковски, нутриционист и ваш домаќин во оваа емисија од сега па понатаму, секоја недела баш во овој термин. Целта на емисијата ќе биде да сготвиме нешто брзо, нешто интересно и нешто што можеби ќе ви го збогати вашето секојдневно мени со некои нови комбинации, нови рецепти, можеби нови идеи, ама да не биде премногу комплицирано, нели? Тоа ни е основното мото, да можете да ги примените овие рецепти баш во секое време кога, да речеме, имате најмалку време за готвење. Таква и целта на денешниот прв рецепт. Денес ќе направиме една комбинација што мислам дека е класика во нашето готвење. Многу често во нашата кујна присутни се комбинацијата месо со ориз. Меѓутоа, ајде да не биде толку здодено. Да направиме денеска ќофтиња на еден малку поразличен начин, печени во air fryer и искомбинирани со добро зачинет ориз плюс салата. Многу нормално, односно ќе имаме еден комплетен оброк. Најпрво еве ги состојките за денешниот рецепт. За ќофтињата и основен извор на протеини во денешниот оброк ќе ни биде ова мисиркено месо, мелено мисиркено месо користиме. Можеби е малку невообичаено, ама ќе додадеме и урда или можеби младо сирење што имате дома. Додавам и замрзнат спанаќ, нормално зачини, седо тоа ќе биде искомбинирано со ориз, што ќе го искомбинираме со лимон, копар и со магдонос. Значи имаме типично медитерански вкусови во денешниот оброк. Зошто користам овде замрзнат спанаќ? Затоа што прво имаме голема количина во една ваква мала брикета, второ замрзнатиот зеленчук можеби дури понекогаш е подобар и од свежиот зеленчук. Обично зеленчукот се замрзнува свеж и зачувани се сите хранливи материи. А они што го чуваме на пример во фрижидер, можеби долго време ќе помине додека да го сготвиме, па веќе изгубил дел од хранливите материи. Така што баш сега го правам тој избор, замрзнат спанаќ да го додадам во оваа комбинација. Прва состојка што ја користиме е мисиркиното месо. Обично знае да биде помалку мрсно од обичното пилешко месо, а мисиркиното месо често пати содржи и повеќе цинк за разлика од другото пилешко месо, па еве го имаме во оваа комбинација. Вие може да искомбинирате како било друго мелено месо, како ви одговара. Ја додавам и урдата во оваа мешавина. Еве го спанаќот, супер храната, или едноставно само храна која што не носи фолат, не носи растителни влакна. И јас искрено сакам зеленчукот да го сместувам во многу комбинации, па дури и неосетни комбинации, посебно за луѓе што многу не можат да прифатат зеленчук во поголема количина. Само да спомнам и тоа дека ја истиснав водата од замрзнатиот спанаќ за да не добиеме премногу водлести ќофтиња. Овде ги имам и зачините. Сол, црн пипер, оригано и лук во прав. Тоа е изборот за денес, ќе дадат посебен шмек на ќофтињата. Ова не е смесата за ќофтињата, сега одиме со замесување на целата смеса. Можеби вакво спанаќот не изгледа баш добра бојата, ама ќе видите на крај дека ќе добиеме одлична комбинација и ако ги испробате ќе се уверите дека и ќофтињата се доста вкусни. Можеби забележувате дека не додадов лебни трошки како што е класично за ќофтињата. Нема потреба затоа што ќе ги печеме во air fryer. Со лебните трошки или нешто слично би дошле премногу суви во таа комбинација, а не ни е потребно тоа. Сакаме да останат сочни и после да можеме убаво нели да ги искомбинираме со оризот. Air fryer-от веќе ни се грее на 190 степени, добро е некои 10 минути претходно да го загрееме за да може убаво да се испечат ќофтињата. После подлогата ќе ја премачкам со малку масло и ќе ги печеме ќофтињата. 10 минути ги печеме на едната страна, ги превртуваме уште 10 минути и готови се. Голема заблуда е кај нас дека можеби протеините едни со други не се мешаат или овде имаме на пример мешавина на протеини од млечен производ, поточно од урдата плюс протеини од мисиркиното месо. Всушност тоа е еден од најчестите митови. Нашиот организам баш добро знае да се снајде како да ги обработи тие различни извори на протеини и да ги сведе на аминокиселини за после да можеме да ги искористиме, да ги искористи организмот таму каде што му се потребни. Така што без гајле, ваквата комбинација напротив е и одлична затоа што добиваме една поголема доза на протеини во еден оброк.
Еве, јас ги оформив ќофтињата, веќе и ерфраерот ни е подготвен. Ќе ја премачкаме малку подлогата со масло. Не ставив масло во самата смеса, затоа што имаме доволно масти од самото месо и од урдата. Нормално вие, ако сакате, можете да додадете малку масло, меѓутоа и ќофтињата самите при печењето малку ќе ги премачкаме со еден слој масло, сепак да не претеруваме. Еве, веќе ја намачкав основата и сега може да ги редам ќофтињата. Гледам да се доволно оддалечени во ерфраерот, да не се допираат меѓусебно. И почнуваме со печење, а додека ги печеме ќе ви објаснам како да го подготвиме другиот дел од денешниот оброк. Нормално не смееме да губиме време. Ќофтињата ќе се печат на 190 степени во ерфраерот, 10 минути од едната, 10 минути од другата страна. Значи ги прекинувам на пола печење за да можеме да бидат подеднакво испечени. Додека се печат ќофтињата ќе го вариме оризот. Оризот обично во последно време и вкупно јаглихидратите нели добиваат лоша репутација. Некако се гледа да се одбегнат, се сместуваат во групата на така наречена лоша храна. Верувајте дека стравот од оризот и јаглихидратите е доста понов отколку употребата на оризот како житарка. Оризот се користел со години, посебно кај источните народи и досега никој нити се разболел, нити пак зголемил телесна тежина од јадење ориз. Битно е јадењето колку го јадеме во количина и во која комбинација. Денес ќе видите дека ако се искомбинира добро со протеини и со масти, плюс и со салата, одлично може да се вклопи во еден ваков оброк. Како го варам јас оризот? Обично го подготвувам како паста, односно одделно загревам вода со сол и потоа го додавам измениот ориз кој би се варал некои десетина минути и после би остојал уште 5 минути за да ја впие останатата вода. Соодносот е 2:1, односно 2 чаши вода со 1 чаша ориз. Верувајте дека така ќе излезе многу добра комбинација, оризот нема да биде преварен, а ќе може после и добро да се искомбинира со некои свежи тревки како на пример Макдоналдс или Копар. И додека се готви денешниот оброк, мала пауза за инстант совет за здраве исхрана. Сигурен сум дека од денешниот оброк ќе ви остане некој дел, посебно ако имате навика да готвите во големи количини. Нормално дека храната не смее да се фрла, ама мора задолжително добро да се складира. Прво и основно, штом ќе завршите сега со готвењето, храната мора да се стави на ладно најдоцна во рок од 2 часа. Немојте да дозволувате подготвените јадења да стојат долго време на собна температура. Идеалната температура во вашиот фрижидер мора да биде некаде околу 4 степени, а во замрзнувачот некаде до минус 18 степени. И сега кога станува збор за свежи намирници како месо или риба, тие воопшто не чекаат долго во фрижидер, односно не смеат да се чуваат предолго во фрижидерот. Треба да ги изготвите во рок од 2 до 3 дена по купувањето и до тогаш задолжително да ги чувате во најладните делови на фрижидерот. Значи никако на вратата на фрижидерот, например. И уште нешто брзински и после се враќаме на готвењето. Едно од најважните правила со кои често грешиме е подгревањето. Запамтете дека храната се подгрева само еднаш. Секое следно подгревање веќе драстично го зголемува ризикот од труење со храна. Исто така, ако веќе еднаш сте ја одмрзнале или сте ја подгреале храната, таа задолжително мора да се изеде во рок од 24 часа. Обично правило е дека зготвената храна што се чува во фрижидер може да се јаде во рок од 3 до 4 дена, во замрзнувач може да трае и да речеме 3 до 6 месеци.
Внимавајте на овие детали, затоа што правилното складирање на храната не само што и го чува вкусот, туку е клучно и за нашето здравје. Сега се враќаме на готвење. Додека ги чекаме ќофтињата, го чекаме и оризот, мораме да го пополниме местото некако, ќе го пополниме со правење салата. Како основа за оваа салата ни е марулата, доста потценето растение. Не е растение кое што нема никакви хранливи материи, тоа е сосема погрешно сваќање. Има некој процент на калциум, има некој процент дури и на железо, меѓутоа најмногу има вода и растителни влакна, што би се рекло малку калории. Одлична е во комбинација, посебно да даде волумен на оброкот, како што е во случајов со нашиот денешен оброк. И што е многу битно, марулата е достапна скоро па и преку цела година. Кај нас си може да се комбинира со кромит, со роквица, со што и да е, со каков било друг зеленчук кој што го имаме во моментот. Единствена негативна страна можеби е тоа што треба да се мие лист по лист. Ама и тука има решение. Можете да ја измиете марулата и убаво да ја исцедите од вода и да ја спакувате во фрижидер, да ја чувате дури до 2-3 дена да остане свежа како таква. Значи многу е битно водата убаво да се исцеди од измиената марула, само така ќе остане понатаму свежа и нема да морате секој ден да ја миете, нели? Ќе имате веќе употреблива марула. Исцедскав марула овде. Следно ги спомнав роквиците, ќе додадам и роквици во оваа комбинација. Ги сечкам на полукругови. Роквицата е уште еден нискокалоричен зеленчук што не само што дава вкус, туку дополнително дава и растителни влакна, а и боја. Обојениот зеленчук задолжително треба да биде застапен во кујната, па иако можеби во зима го има малку помалку, наоѓаме некој начин како да го сместиме во некоја комбинација. Роквиците може да си го потребуваат инаку и за правење сендвичи, не мора само во салата. Дури може и малку да се потпечат и да се користат и во некои други јадења. Може би сме навикнале роквичката секогаш да ја користиме исклучиво свежа, меѓутоа еве и во ваква комбинација, односно потпечена, е доста вкусна. Роквичките ги сечкав, сега ни следува и преливот за оваа салата. Прво ќе ставам малку сенф, малку повеќе овдека имам. Следно ќе ни биде лимонче, имам овде еден лимон. Си додавате колку сакате да ви биде кисела или вкусна салатата. Со оглед на тоа што сенфот и лимонот ни се изразените зачини, да речем, во оваа салата, може да се стави малку повеќе лимонче, за да ни биде малку повкусна. Добро, мислам дека е доволно. Додаваме и малку масло. Во салата задолжително гледате да имате извор на масти, за да може полесно да се искористат витамините и минералите што се растворливи во масти. И од зачини ќе додадам повторно лук во прав, како што беше случајот со ќофтињата. Значи може да го заставите ако ви е премногу лук, сол и црн бибер и потоа ќе го измешаме овој дресинг, односно прелив, и ќе го додадеме во салатата. Преливот ми излезе малку погуст, затоа ќе додадам сосема малку вода, значи внимавајте со додавањето вода во овој прелив, треба многу малку, не ни е потребно да е премногу течен, и веќе и ќофтињата се готови. Мислам дека веќе и оризот е некаде при крај, така што ручекот веќе ни е подготвен. Со оглед на тоа што преливот е малку погуст, не се распоредува само од себе, гледате потоа убаво да ја промешате салатата за да се распореди преливот насекаде.
И оризот веќе ни е готов. При крај сме веќе со подготовката на денешниот ручек. Баш добивме убави цели зрна, непреварени. Значи слободно направете ги како паста, на овој начин и ќе забележите голема разлика. Сега додека е жежок оризот, ги додавам зачините. Зошто не ги додав на почетокот, не сакам да испарат аромите од зачините додека се вари оризот, подобро ми е кога ќе ги додадам посебно, одделно. Додавам копар. Добре дојдовте во денешната рубрика 1001 зачин. Денеска вашето знаење ќе го зачиниме со копар. Веројатно, многумина не знаат која е онаа ситно надробена тревка во теглите со кисели краставички. Во сезоната на ферментирана храна, кога ги вадиме теглите со зимница, речиси нема куќа која нема неколку тегли со кисели краставички. Но дали знаете дека домашно подготвените краставички ќе имаат подобар вкус и подолго ќе траат, доколку во теглите додадете малку ситно сецкана тревка, копар. Ова едногодишно растение им било познато уште на старите римјани, кои сметале дека копарот има мистериозна, чудесна моќ. Старите грци ја гореле билката за да добијат ароматично масло. Гладиаторите често добивале вкусна храна со копар за да бидат силни и издржливи. Грчките војници го користеле семето од копар за подготовка на лек за заздравување на рани. Во древниот Вавилон копарот исто така служел како лек. Но својата најголема популарност копарот ја добил во текот на 16 век во Фиренце и Болоња за време на владеењето на Катарина Медичи. Најраната позната референца за кралицата Медичи како афирматор на италијанската кулинарна иновација е записот за незината кујна во енциклопедијата од 1754 година. Таму е опишана високата или гранде кујна на кралскиот двор. Сосовите и модерните чорби фрикаси биле внимателно подготвувани и презентирани како дел од ексклузивната кујна, а стигнувале во Франција преку така наречената толпа корумпирани италијанци кои служат на дворот на Катарина Медичи. Како и да е, Катарина Медичи, која е етикетирана како злобната кралица, истовремено е позната и како италијанката која на францускиот двор ја донела италијанската кујна. Токму копарот бил еден од незините тајни зачини. Но да не заборавиме, тој освен што е подобруваш на вкусот, истовремено е на вистина многу лековито растение. Жените низ историјата го користели во подготовка на љубовни напитоци, па не е случајно што во многу култури, откако краставичките ќе бидат изедени, сокот од теглата во која има копар да се испие на екс. Па во контекст на ова, додавајте го копарот во своите јадења. Ем ќе бидете поздрави, ем ќе јадете вкусна храна. Секогаш кога ќе го додадете во тараторот, сетете се дека бил тајниот зачин на кралскиот двор. Одберете сами за што ќе ви служи, дали како љубовен напиток, како зачин, како лек или за доловување на чувството кое го имале гостите на кралскиот двор на Катарина Медичи. Дотогаш, живејте кралски, живејте заљубено и зачинето. Додавам копар, што често се забележува во медитеранската кујна. Ако отидете во Грција или Турција, задолжително ќе забележите вкус на копар во голем дел од јадењата. Додавам и малку макдонос. Нема да го сецкам, туку ќе го искинам. Не дека е тоа некоја лоша работа, меѓутоа кога ќе го искинеме со рака макдоносот, обично останува после посвеж оној искинатиот дел во фриџидер, така што гледам секогаш преферирам да биде искинат, а не исецкан со нож, нормално вие како ви е позгодно. Во оваа комбинација ќе спласне макдоносот поради топлината на оризот и ќе се искомбинира со другите состојки.
се ни е подготвено и време е сега да го сервираме денешниот оброк. Не знам дали го знаете методот на редење начинија, кој што може многу да помогне, посебно ако не сакате да броите калории, да се обседнувате со тоа, а сакате да имате некој помалку калоричен оброк што ќе ве заситува. Еве денес ќе ви покажам како можеме од денешниот оброк да го направиме токму тој метод на редење чинија. Прво почнуваме со изворот на протеини. Четвртина од чинијата треба да зафаќаат протеините. Овде извор на протеини имаме од ќофтињата што ги печавме во air fryer. Рековме се направени од мисиркено месо, од спанаќ и урда. Па дури и спанаќот дава некој мал процент на протеини во оваа комбинација. Едната четвртина веќе ни е наредена со протеини. Втората четвртина ни е извор на јаглехидрати. Овде ги имаме оризот, што го измешавме со копар и со макдонос. Нормално може да си додадете зачини како што сакате. И како што забележувате, пола од чинијата ни останува празна. Тоа ќе го искористиме за свежа салата, која што дава волумен, носи малку калории и на некој начин придонесува и за поголема ситост. Овде салатата ни беше од марула, роквички, прелив од сенф, од лук во прав, малку масло, сок од лимон. И сега ќе речете каде се мастите, рековме има масти и од самото месо што го користиме, меѓутоа јас сакам да додадам и уште малку масти во оваа комбинација, нема да претеруваме, тука ќе додадам само подпечени семки од тиква кои што ќе придонесат и за подобра декорација на оваа салата. И тоа е тоа. Не знам колку ни беа потребни, некои 20 минути да го составиме целиот оброк. Добро, може би има малку повеќе сецкање, после и биење садови, меѓутоа самиот оброк се подготвува буквално за 20 минути само со добра организација и веќе имате супер оброк за неделно пладне. Се надам дека ќе го испробате овој оброк и уште повеќе се надам дека ќе споделите искуство од тоа како ви се допаднал. Баш сакам да ги слушнам вашите размислувања, посебно што има многу трема во оваа емисија. Ајде, ве молам за поддршка или преку профилот на емисијата 1001 оброк или мене може да ме најдете на социјалните медиуми како Ајде да јадеме. Се гледаме и следната недела со нов оброк и се надам нешто што повторно доста ќе ви се допадне.